Добро вечер, убави луѓе. Се надам дека сте добри. Се надам дека тренирате, дека спортувате, дека применувате совети и насоки од Пак играм подкаст. Се надам дека се храните добро. И најголем поздрав до сите оние кои што од самиот старт, од првата епизода се со нас. Заедно поминавме ваши прашања и одговори на теми поврзани со фитнес, нутриционизам, генетика, болести, адаптација, регенерација, суплементација, се што е потребно за да бидеме подобри индивидуи. Меѓутоа, денеска стигнавме до една интересна тема, а тоа е темата борба. Животна борба, ментална борба, физичка борба, колку е се тоа важно во нашиот живот. И за таа тема борба имаме еден добар амбасадор на спорт поврзан со борба, а тоа е не само македонски, европски, туку и светски шампион. Чест ми е да го најавам Бобан Илиовски, кој што е вечерва тука гостин. Здраво, Бобе. Здраво, Паки. Како ти си? благодарам, супер, ти благодарам на поканата. Задоволство ми е да споделам дел од моето искуство што го имам собрано во текот на мојата кариера. Мислам дека ќе се разбираме добро, поради тоа што можеби се станува збор за два различни спорта, али ќе најдеме нешто заедничко. Да, кој што кажа, два различни спорта и професии, ама имаме заедничка мисија. Тоа е да промовираме здравје, здрав силен менталитет, издржливост, двајцата влијаеме кон младите, особено кон младите, да се подобри, да имаме подобар менталитет во иднина и како што знам, баш тоа ќе те прашам подосна, сега отврши школа со акцент на младите, школа за кикбокс, така да имаме доста интересни теми, валја ќе склопиме се во саат и нешто ако треба и подолго. Па ќе те прашам како си, дали си добар? Супер сум, со оглед на тоа дека више почнав школата за кикбокс, периодот сум фокусиран малце на групите, има доста заинтересираност и ја лично како борец и како човек сакам да го извадам максимумот од тие борци, тие дечки што доаѓаат да тренираат и сакам да се представам ја во најдобро светло и сакам да во иднина од таа школа има многу сериозни борци. Браво. Ке верувам дека ќе направиш голем подем и ќе влиеш многу на поголемата маса, особено на оние деца што треба, и порано ја тоа сум го правил во друг спорт, да ги изнесеме од улица во ринг или во фитнес сала, како и да е. Сето тоа е позитивна промена и драго ми е што ќе ја правиш. Имаш големо влијание. Само многу интересно, многу луѓе го гледаат тој спорт како брутално тепање, за некој е тоа уметност, за некого е стил на живот. Како го гледаш ти тоа? Тебе верувам дека ти е пасија и љубов, не ти е само професија. Ова мора да го сакаш да го правиш, не може туку така да го правиш само за пари, нели? Мора да го обожаваш тоа. Лично моето мислење за овој спорт и генерално за сите боречки вештини, нас во генетиката на мажите ни е да се докажуваме и да се бориме низ животот. Сега е многу битно како ќе го представиме кикбоксот и каква порака ќе ја дадеме на младите. Сите луѓе ние сме зависници на некој начин од адреналин. Ако усмерено го насочиме тој адреналин и на правилен начин, можеби подоцна во животот и ќе го уновчиме. Сега лично кикбоксот за мене представуваше еден голем пресврт во мојот живот, поради тоа што ја бев хиперактивно дете, имаше во тој период кога бев ја дете многу тепачки на улица, тоа беше како некоја секојдневие, но дали случајно или не случајно, дали со Божја промисла, ја после 3 месеци од кога почнав да тренирам кикбокс, почнав да се надпреварувам и после многу брзо, буквално тоа беше буквално не имав толку големо разбирање во кикбоксот колку што имав желба и после првиот надпревар државно првенство освоив тоа државно првенство, имав два мечеви. На колку години, извини? Кога Тоа беше на 15 години. Релативно рано. Да, релативно рано и после првите две мои борби, двете беа со победи, сватив дека тоа е работата што сакам да се занимавам, поради тоа што почувствував нешто поразлично од моето секојдневие, почувствував како фамилијата моја се израдува на тоа, како почнаа другарите да гледаат, како почнаа сите да прашуваат. Дури тој момент имаше некои новинари дојдоа да разговараат со мене, ме прашуваат кај сме, што сме и лично сватив дека има нешто поразлично од моето секојдневие што ми прави да се чувствувам добро и мислам дека секој човек, секој индивидуа треба да се бори да најде што точно ќе му легне и што точно
ќе го прави искрено со љубов до крајот на својот живот. Апсолутно, да. Многу добро кажа, напомена дека многу е важно тоа за секоја здрава индивидуа, особено ние мажите, да детектираме дека сме имале адреналин повеќе и агресија, али многу е битно да ја канализираме на прав начин. Дали во фудбал или во поагресивен спорт како овој, таа е многу добра канализација на енергија. Ако не ја направиме таа канализација, најверојатно ќе изфрлиме на друго место, непотребно. Така да, одлично се направил. Значи, ти си започнал со спорт на 15 или претходно си имал некоја база на претходен спорт, не знам, фудбал, кошарка? Па во принцип, татко ми константно ме носеше на некои тренинзи, дали на фудбал, кошарка, ја константно менјав спортови, но ниеден спорт не ми легна и буквално не се осеќав пријатно. Знам дека подолг период од моето детство тренирав карате, но поради тоа што најверојатно сакав повише адреналин, тоа што на карате, како што знаеме, нема удари, тоа е све контактен спорт, што лично од оваа гледна точка за деца исто така многу добро, за да не дојде до повреди и слично. Но лично за мене знаев дека телото и лично како човек сакам нешто по адреналински и како што кажав, после првиот надпревар ја знаев дека тоа ќе го работам цело време, дека сакам да напредувам во тоа. И имаше ситуација кај што моите први 15-20 борби сите беа победи и на државно првенство, на изборно државно првенство, каде што требаше да победникот на тоа државно првенство е избран за да иде на европско првенство и ја го победив тоа државно првенство. До тој момент ја и моите родители не го имавме сватено толку цел тој момент. И победив на државно првенство, се вратив дома и им кажав дека сега мене ме повика да ја представам државата, да влезам во репрезентација. И као родителите не ме сватија сериозно. И откога сватив дека треба да представам државата, ја почнав да истражувам за тој спорт, почнав повише да ме интересира. И на тоа првенство се сеќавам убаво, се одржуваше во Сан Себастијан во Шпанија. Првата борба ми беше против Русин, го победив, втората борба против Пољак и третата борба ми беше исто против Русин, изгубив на поени. И тоа беше мојот прв пораз. Прв пораз? На колку годишна возраст ова првиот пораз? Па отприлика 5-16 години. Значи една година од кога си почнал? Да. А извини, а до тогаш си имал, како што кажа, 15? Па имав, така, 10-15. Во низа? Да, во низа. На државно првенство ја денеска немам пораз. И тој период идевме и на балкански надпревари и буквално сите борби тогаш ги победував. И после тој прв пораз, ја тогу многу се разочарав, зашто ја до тој момент мислев дека сум најак, дека никој више не може да ме тепа и можеби малце и се возгордеав со тоа, али после тој прв пораз позитивно беше што ја не планирав да се откажам, него уште повише ме мотивираше и сакав да напредувам и сакав повише да тренирам. Сватив дека не сум ја најак, дека има појаки, дека јас морам константно секојдневно да напредувам. Браво, баш тоа ќе ми беше следното прашање, ти го веќе пола го одговори како ти реагираше првиот пораз после низа на победи. Нормално е да не удри баш како тогаш деца, да не удри на его, самодоверба, мислиш дека си најак. Сме поминали низ тоа е многу во чувство, меѓутоа како ти влијаело првиот пораз, има обично два типа на карактери, едните се демотивираат, буквално им се сечат нозе и се повлекуваат можеби од тој спорт, не само во тој спорт, него и во други, а некои како тебе со појак менталитет сваќаат дека тоа е само една станица попратна и одат напред и тоа е супер, значи си продолжил. А тоа беше не на државно првенство, на европско. На европско првенство, да, и морам да кажам дека лично јас во тој момент бев само многу тажен едноставно. Се чувствував како да ги разочарав родителите, како да ги разочарав сите луѓе што од мене очекуваат да победам, поради тоа што до тоа цело време јас имав победи и више јас мислев дека сум најак, дека нема појак од мене и се чувствував, убаво се сеќавам на тоа чувство дека бев многу тажен. Немав ни во еден момент некој гнев, нека омраза, нешто кон противникот, него ја бев само многу тажен поради тоа што видов како го доживеа тоа моите родители. Буквално мене ми беше повише криво за околу мене луѓето како се чувствуваат, него лично јас како се чувствував. А имаше ли повреди од беше со нокаут тој пораз? Не, беше на поени. На поени? Да. Имаше видливи тешки повреди? Па не, имав некои отоци на окото и слично, избоксував до крај.
и немаше некои фатални последици па да се разочарам или да се исплашам во тој смисол. Него едноставно поразот го доживав многу бев тажен али имаше позитивна страна што само што стигнав дома од првенството, ја од утре дента почнав да тренирам и во тој момент само што почнав да тренирам, заборев и на пораз, заборев на све, се фокусирав на следната цел. Исто така интересно сакам да кажам зашто имаше јас кога почнав да тренирам, немаше ништо точно константирано во смисол на борба. Никој не ти кажуваше, слушај, сега имаш за 3 месеци борба и ти мораш овие 3 месеци да се спремаш. Значи мораше константно да бидеш во форма, за ако во случај има некоја борба, ако те повика да бидеш спремен да се бориш. И тоа беше така еден интересен момент и мислам дека сите што се занимаваат со овој спорт мора да обрнат на тоа внимание, зашто ако некој сака некаков успех во било кое поле, мора да се бори, па макар и да не гледа крајна цел. Значи мора секојдневно да го дава максимумот, по цена и да не знае на кај го води тоа. Верувам дека ако секојдневно го даваме максимумот, на крајот од денот, на крајот од месецот, годината 2, 3, 5 ќе се исплати цел тој труд. Апсолутно, да. А како твоите родители реагираа на првите повреди? Знаеме дека ова е спорт кој што е особено за родител, посензитивен, побрутален. Дали од старт те поддржуваа или први најде на отпор? Па потоа кога освои титули, почнаа да те поддржуваат или од самиот старт имаше поддршка? Јас сум многу благодарен на моите родители што во ниеден момент за ништо во животот не ми направиле притисок или слично. Оставале сега да одлучам на тоа јас како се чувствувам и јас како сакам. Но нормално како и сите родители не им е угодно и не им е убаво кога ќе добиам некоја повреда. Као што знаеме, овој спорт е малце и во смисол не сакам да кажувам лоши работи за овој спорт поради тоа што има деца са што го тренираат и родителите ако гледаат ќе се исплашат и слично. Не значи дека ако мене ми се случило некоја повреда дека ќе се случи на некој друг. Да. Но нормално е да се случат повреди кога више се занимаваме професионално. Лично моите родители не им беше сеедно кога ќе ми се случаат повреди, скршеници, скршен нос, некои такви работи. Не им беше убаво, но во ниеден момент не осетив притисок од нив, остава да одлучам јас тоа како сакам да го изведам и да функционирам. Таа поддршка е најважна во текот на детството. Мислам дека да, јас сум седнал во текот на мојата кариера во кикбоксот, сум седнал многу талентирани и амбициозни деца што сакаат да се занимаваат со кикбокс, но поради притисокот од родителите, мислам дека прекинуваат да вежбаат, се откажуваат, се разочаруваат, што е многу жално. И лично јас овој апел до родителите да не се плашат дека ако некои деца, нивните деца сакаат да се занимаваат со боричка вештина, не значи тоа дека ќе станат агресивни, дека ќе станат багабонти. Напротив, јас сум сигурен и одговорно тврдам дека доколку некој дете се одлучи да се надпреварува, да си одмери силата со некој противник во ринг, сигурен сум дека тоа дете ќе се смири. Поради една причина ќе кажам, поради тоа што кога ќе за време на тренинзите, многу пати се случувало и јас кога сум бил борец и сега и од позиција на тренер, многу пати се случувало да дојдат деца што се хиперактивни, што се од другата страна на законот, темпераментни, што сакаат проблеми, доаѓаат чисто се пробаат на тренинги да видат докај им е снагата. И кога ќе видат и кога ќе најдат на некој дисциплинирано дете, многу смирено, срамежливо, плашливо, кога ќе најдат на такво дете, што е добро истренирано, они гледаат докај си и докај можат да идат. И таа е една од главните причини што било кој човек кога ќе дојде, кога ќе види докај му е снагата, без разлика дали станува збор за спаринг или за борба, тука има два моменти. Едниот момент да се повлече и да си продолжи тоа што го прави, да си го прави, или да го засека спортот, да почне да работи на себе, да стане подобар, зашто тоа е, како што знаеме, борба секојдневна. Значи за време на спаринг, еден спаринг може тој ден се чувствуваш добро, ќе си поминеш убаво, ќе издоминираш кон партнерите, можеби некој спаринг нема да ти биде баш убав денот, ќе изгубиш, ќе те удрат, ќе се чувствуваш лошо и тука има цело време различни емоции. Кога еден борец или еден човек е спремен сите тие емоции да ги соџвака и да продолжи напред, мислам дека тоа е неминовен пат кон успех.
Апсолутно да, познаваме многу, сигурно и ти познаваш повеќе од мене, многу преспремни борци кои што на терен се многу, на сцена се многу силни, агресивни и спремни, а во обичниот живот се многу скромни, многу кул дечки и се многу питоми и приземни. Познавам такви многу борци и тоа е само еден пример дека тој што е навистина спремен и работи на себе, на менталниот и на физичкиот дел и на кондицијскиот, ќе биде комплетна личност и ќе биде подобар отколку да расте само на улица со истата агресија. Така да... Да, лично јас по мене го имам приметено тоа. Како што кажав, ја првите 20-30 борби ги 10-15 не можам точно да кажам, ги победував и без разлика на тоа што јас влагав малце и со емоција, влагав со гнев на некој начин ќе кажам. После одеден период, кога више го кренав нивото, кога почнав да се надпреварувам со посериозни борци, со борци кои што имаат тим што работи со нив, со борци кои што ја представуваат нивната држава, со борци кои што се занимаваат професионално со овој спорт, во тој момент сфатив дека гневот и агресијата се причина за да изгубам борбата. За неуспех. Ја кога ќе влезам во борба, ја кога сум гневен кон противникот, имам било какво чувство, има еден плюс и е за чекор понапред пред мене. Од кога почнав мене ми требаше буквално можеби 10 години јас да почнам да работам со паметот, со главата, отколку со страстите и емоциите. Искуство, гледаш. 10 години ми требаше за тоа и после 10 години ја почнав да правам сериозни резултати. Досвам првично освоив европско првенство, па светско и тие што беа сите мои по сериозни резултати ги освоив од кога почнав да работам разумно, али па има еден момент што ја уште денеска не можам да си го сварам и да проценам зашто е тоа така. Седор се борев интуитивно, седор се борев преку емоција, и ја тој момент се чувствував многу добро. Од кога почнав да се борам разумно, ја и да ја победам борбата, ја некад не се чувствувам добро, зашто денеска не знам зашто е тоа. Мислам дека дури со тренерите сум го разговарал тоа, тренерите како што ми кажуваат, можеби е тоа поради тоа што јас сум човек што сака да покаже добра борба пред публиката. Првично родителите, другарите да видат дека сум борбен, дека сакам да се борам. Можеби тоа е едниот од моментите што е причина за да се чувствувам јас така. Не знам, од твоја гледна точка, што мислиш дека е? Да, најверојатно е карактерна црта што ти е фабричка, што викаме. Најверојатно, да. Не дека не може тоа да се смени, меѓутоа тоа е дел од тебе. А оној дел што го спомна со гневот, тоа многу ме интересира и верувам сите ги интересира. Кога имаш противник, некој сериозен противник и веќе ја знаеш датата месец-два унапред и знаеш дека ќе биде јака борба, нели ти се ствара, дали е природно да се створи некоја омраза кон тој човек, некоја емоција, гнев, да го мислиш, да сакаш да го распрчиш, дали ти се создава некоја слика дека те непријател и душман, или до крај идеш со она емоција дека е само спортски противник и дека од тој момент се ракувате? Ќе бидам искрен и ќе кажам дека од самиот старт, кога ќе дознам кој ми е противникот, има еден многу битен момент. Ако противникот што треба да се бориш и е по-добар од тебе, во смисол поискусен, има подобар тим, поише борби, попознат, мислам лично јас во тој момент немам некоја лоша емоција, него тоа го гледам како алатка за јас да станам подобар. Јас само дури малце чудно што ја буквално имам позитивно мислење за тој човек, имам убаво, дури некоја вид на љубов што знам дека само преку тој човек јас можам да станам подобар. Интересен став. А има една чудна емоција и чудно чувство кога се бориш со некој што не е на твој ранг. Пример, сега последниот меч мене ме предизвика во Швајцарија, албанец беше борецот, се боревме за одбрана на светската титула. Ја без разлика на тоа што бев повреден во таа борба, ја ги гледав борбите на противникот, јас сватив дека сум за класа подобар од тој противник и буквално не бев толку мотивиран да си одбранам титулата колку што сум мотивиран кога е некој многу поискусен од мене, кога е некој многу попознат, кој има повеќе искуство. Тоа некој во тој моменти ми се раѓа некој борбен инстинкт кај што
за време на борба правиш работи што и самиот се изненадуваш од себе. Позитивно или негативно? Позитивно. И во тој момент, после борба, без разлика на исходот, дали ќе победиш или ќе изгубиш, кога ќе дадеш све од себе, зборам за противник кој што е поискусен, подобар од тебе, што често се случува во боричките вештини, јас се чувствувам убаво. Задоволен сум од себе, знам дека сум дал све од себе, знам дека овој период тој период за време на припремните сум работел напорно и сум го извлекол максимумот од себе. Тоа беше исто во Швајцарија случај исто? Не, генерално ова зборам општо за ситуации кога се борам со противници кои што се поискусни од мене. А во Швајцарија противникот ја го проценив дека не е на мој ниво, без разлика што имаше голема фан база, имаше доста публика тој противник. Јас влегов со повреда на таа борба, поради тоа што ја проценив пред борба, гледав сите негови борби и проценив дека тој противник релативно се бори само со бокс. И мене ми беше повредена ногата. Јас сватив дека за време на таа борба нема да употребувам многу ногата, ќе се фокусирам да работам и јас само со рака. Значи ги гледаш нивните стратегии, нивните техники, како работат у претходните борби. Да, и се прилагодам. Но што ми е најбитно да кажам во смисло заклучно за све ова. Сакам да кажам дека сите што ќе го гледат овој подкаст, што се занимаваат со боречки вештини, без разлика на тоа што ќе им се случи, дали се борат со поискусен, со понеискусен борец, и да изгубат, ако се борат со поискусен борец од нив, они треба да се чувствуваат добро. И да се чувствуваат, пази, има еден многу битен момент, може да се чувствуваш лошо ако се укочиш и ако не дадеш све од себе, што се случува често. Но со тек на време, со самото искуство, ќе знаеш како да се заштитиш и ќе знаеш како да дадеш максимум. Од што би се исклучил од трема? Од што би се смрзнал така на терен? Па има повеќе фактори влијаат врз тоа, значи публика, адреналин, страв, родители гледаат, страв од повреда, има повеќе работи што многу емоции во еден момент, страв, трема, ако е на гостински терен плюс тензијата е многу поголема. Лично за мене, кога сум на гостински терен ми е многу порелаксирано, зашто цела сала ми се случувало, цела сала да е против мене, се борам со домашен борец и едноставно знам дека јас морам да дадам све од себе. Таа тензија ја употребуваш против него. Да, тука кога се борев во Јане Сандански, кога се борев за светската титула, јас се чувствував како телото да ми има 300 кила, буквално. 300 кила и толку лош перформанс не сум извадил никад у мојот живот. Пред своја публика? Да. Дали ради одговорноста дека треба да се прикажеш во најдобро светло, тоа можеби ти прави тежина? Па верувам дека од повеќе фактори влијае тоа. Родителите, мајка ми за прв пат дојде на тој меч да ме гледа, мајка ми не сака да гледа докато се надпреварувам. Мајка ми беше на тој меч, фамилија, другари, значи го победи тој меч? Го победив тој меч, али сакам да кажам дека јас иако го победив, ја не се чувствував дека сум го дал максимумот, не се чувствував дека и ова ми е тоа што сакам да го доловам. Значи некад ќе победиш, нема да се чувствуваш добро кога што некад ќе изгубиш со некој што е многу подобар од тебе, а ќе дадеш максимум. Ќе се чувствуваш дека си дал максимум. Да. Тој момент мислам дека не може да го сватат луѓе што не влегле во борба. И што не го доживеале тоа. Не знам дали можеш да ми го доловиш моментот. Да, скроз. Да, интересно. Лично јас сум, значи мојата прва професионална борба беше со Чедо Пантич. Тој е дечко од Бања Лука и е суперстар во Бања Лука. Буквално нема некој што не го познава, најдобар кикбоксер. Првата борба ми беше со него, ја изгубив, али ја бев среќан, зашто видов се борам дека се борам со човек што има тим од 7 луѓе со него. Да. Човек што има сериозна екипа, што работи напорно, што има многу искуство позади него. И после борбата ја он се спријателивме и разговаравме, му кажав дека мене тоа ми е прва борба, му кажав на кој начин ја функционирам, дека генерално тогаш ја не внимавав многу на исхрана, внимавам, ама не толку стриктно. Значи дека не конзумирам стероиди и слично. И сега сме ние блиски, него не му се веруваше дека ја така сум влегол во борба. Мене тие моменти ми прават да се чувствувам добро и дека вредам за да бидам таму. Значи тие моменти ми го потврдуваат моментот дека јас имам некој талент, имам некој жар што другите ја немаат. Да, си го препознал тоа рано и си го потребал. Многу е жално што има многу силни, јаки таленти кои што не го искористуваат својот потенцијал. Сигурно се видел ти колеги кои што биле предобри и нешто ги прекинало или демотивација или професија, работа, девојка, што и да или недоволно поддршка.
А дали знам дека си бил и си осетил што е тоа холандска школа, руска школа, мислам дека ми кажа и дали тајландска школа. Вака, кога беше тоа и направи разлика помеѓу тие три? Многу интересно да се каже тоа. Тоа беше во Холандија почнав да одам од 2020 година, првиот пат кога бев во Холандија, тоаш почнав. Зашто и како отиде таму? Кој те повика? Па не ме повика никој, ја лично знаев дека морам да направам некој потек. Апгрейд. Да, некој потек кај што ќе морам да напредувам. Тука во Македонија на Балканот видов више кој е левелот и сакав да најдам начин како да напредувам во смисло на искуство, на борби, на начин на тренинг. И отидов во Холандија. Сам Отидов во Холандија, да, и на почетокот отидов со една карта во еден правец, имав некои ситуации кај што морало да имам на граница карта од две правци, да не останам за секад, имаше некои такви ситуации, што се си помина како што треба. Ја бев спремен на секако сценарио. Таму тренирав 2 месеци и за време на тренинзите ме фати корона и се затвори се во Холандија. После тука дојдов во карантин, ме држеа во една болница во Кевгелија, мислам, или во Пробиштип, не можам да се сетам кај беше тоа. Али ја лично за цело тоа искуство што го доживеав во Холандија бев многу среќен и многу благодарен поради тоа што видов што значи буквално после првиот месец во Холандија сватив дека јас тука во Македонија 3 години може да се споредат со еден месец во Холандија. Во однос на дисциплина, храна, во однос на начин на тренинг, во однос на менталитет, во однос на тоа како го гледаат кикбоксот. Значи толку бев искрено ќе кажам, не првите тренинзи ја не можев да ги издржам на Значи до тој степен разлика има помеѓу балканска и холандска школа. Запозна предпоставам некои ментори, тренери, класа, висока класа што ги гледаме. Таму запознав буквално борци и тренери што се едни од најдобрите тренери и борци во целиот свет. Зборам во кикбокс. И видов како тие луѓе функционираат, видов како го гледаат спортот, видов многу голема школа извлеков од таму и видов ситници што значат многу, а тука не ги практикуваме кај нас. Например, ќе кажам прост пример, за време на комбинации на тренинг, партнер на партнер. Во Холандија работат 10 удари во една комбинација, кај нас работиме 2 до 3 удари. И поише се изморуваме од тие што работат 10 удари. Зашто? Зашто ние влагаме све или ништо. Значи почнуваме 3-4 удари, даваме максимум. А во Холандија тие 10 удари ги делат на 4-5 паузи. Значи работат 3 удари, мала пауза, 2 удари, мала пауза, удар, мала пауза, 4 удари и се собира 10 удари во една комбинација. Кај нас тоа е ситница, вака некако му кажеш, звучи многу просто, али ми требаше мене цела година јас тоа да го сварам и да сватам колку ствари тоа ми значи за време на борба и за време на тренинг. Ја можам да изработам 10 удари во една комбинација и да не се изморам, а може да изработам 3 удари во една комбинација и у првите 20 секунди да издишам скроз. Што тие работи ќе ги разберат само луѓе што сакаат да го работат тоа, што ги интересираат тие ситници. Дури мислам дека баш овие ситници се работи што ги извојуваат од аматерите од професионалците. Абсолютно, да. Финесите, исто и во фитнесот, финесите ги прават великаните. Основата е за сите иста, али финесите се тајните, да кажам. Дали каква суплементација користите во Холандија, пример? За рикавери, лично јас си користев обична суплементација, стероиди тие работи не сум користел. Да, не зборам баш за она природна суплементација. Да, сум користел протеин, глутамин, БЦА, некои такви За време на тренингот или пред? За време на тренингот генерално спијам БЦА, за да малце ме освежим, да ми дојде убаво благичко. После тренинг пијам протеин, доручекот ми е секад шејк протеински со овес, нешто такво. Пијам глутамин исто така после тренинзите кога више имам изнемоштеност и слично, и тие се некои обични суплементи што јас ги конзумирам. Ги викаш обични, али тие се уствари основата што на сите ни требаат. Не ни помислев на стероиди такви работи, мислам дека и се забранети официјално, нели? Да. Во кикбоксот, не мислам него сигурно и во боксот, се не знам дали во ММА се дозволени по ново. Па вака, јас за тоа што знам можам да кажам, кога се надпреваруваме за државата, кога се надпреваруваме под репрезентација,
Тоаш ни прават допинг контрола, лично мене 2 пати годишно ми прават допинг контрола и не смееме да користиме никакви стероиди. А пак во овие што се поголеми организации како MMA, UFC, Glory, One Championship во кикбоксот, мислам дека таму не им прават допинг контрола, поради тоа што баш таму на тие надпревари е битно да дадеш максимум поради публика. Повеќе шоу тоа, спектакл. Шоу, да. И гледам дека можам да проценам според нивниот физикус и градба, тој топчес изглед, тој 3D, влакнес мускул, не може да е со обичен тренинг и обичен протеин. Кога сме на тема суплементација, сакам ти дам нешто што користиш. Чекај, ова ќе станам. Ова знам да го користиш, протеинче ми спомна дека користиш глутаминот. Рече да го користиш за опоравок и колаген, кожа, коски, повреди, тоа доста помогне, така да ќе ми кажеш ефекти после. Ова везна. Фала многу паки. И се ми интересира да направиме компарација помеѓу холандска и руска школа. Зошто па во Русија отиде? Како во Русија, во Санкт Петербург бев повикан од Македонскиот олимписки комитет за да се надпреварувам во бокс. Во бокс, значи тоа е сосема поразлична дисциплина од кикбоксот. И јас лично прифатив, сакам предизвици. Иако знаев дека тоа е више голем ризик и влагам во нешто што не е во мој домен. Отидов во Русија, побарав од Олимпискиот комитет да ми дадат припреми, чисто да осетам тежината на боксот. Тоа беше изборно првенство за Олимпијада во бокс. И бев еден месец. Која година ова? Тоа беше лани. Поточно сега што беше Олимпијадата, кога беше оваа година, беше ли претходната, 2024-та? Да, лани. Лани беше, да. И еден месец тренирав таму, видов дека има многу спремни боксери. Беше интересно што разговарав со некои од нив и видов колку тие се момци што имаат по 300 професионални мечеви. Стварно сериозни борци. Разговарав со нив, видов дека се они страмежливи, видов дека се многу добри, понизни се, што мене им беше малце чудно. А ќе направиме на компарација помеѓу Тајланд и холандската школа. Тајланд, лично од моето искуство, работат малце крвнички, во смисол трчаат 10 километри, покусери, тие ваат душата, а холандската школа во однос на кикбоксот ми е малце подобра, поради тоа што работат малце и со мислење, со памет, со тактика. И ако би можел да препорачам, Тајланд би препорачал ако некој човек сака да влезе во форма, да се исцрта, да ослабе, да влезе во јака форма, би препорачал Тајланд. Али ако некој човек сака професионално се занимава со кикбокс, да се бори, да прави искуство во тој спорт, дефинитивно Холандија. Супер, добро е што сите овие искуства од трите школи ти ќе ги дадеш на македонските деца. Тоа е многу голем поклон. Онака големо искуство да предадеш некого, тоа е супер. Кажи ми за школата, кога се отвори, каде се наоѓа, колку време се припремаше за школата? Па скоро 6, 7, 8 месеци од прилика беше целата таа припрема, салата е реновирав цела. Се наоѓаме во Мичурин и моментално имаме група за деца, група за девојки и две групи. Имам помлади членови и малце повозрастни, над 25 години. Буквално е за секоја годишна возраст. Кикбоксот е за секоја годишна возраст, во смисол не мора да значи дека ако доаѓа да тренира треба да биде борец, чисто да се дружи, да биде активен, рекреативно, да стекне некоја дисциплина, да се чувствува добро. Тоа ми е мене првично целта за време на тренинзите. Се чувствувам, тоа им го кажувам и на моите луѓе што доаѓаат да тренираат, дека ја се чувствувам должен да го изварам најдоброто од нив. Можеби некаде малце реагирам емотивно, но тоа е само поради нив, за да го извлечам максимумот и сакам тие луѓе што се таму да напредуваат и да стануваат секој ден подобри. Браво, претпоставам дека има заинтересираност од старт. Да, има многу заинтересираност, најверојатно ќе треба сега уште една група да отвориме. Би се фокусирал на деца кои што сакаат да се надпреваруваат повеќе или на рекреативен дел, чисто да ги воведеш во спортов? Што ти е на тебе повеќе љубов да работиш? Искрено би сакал да има деца што ќе се надпреваруваат, би сакал да помогнам на тие деца,
Но тоа го оставам, не сакам да форсирам, тоа го оставам, мислам дека со тек на времето ќе си се издвојат тие луѓе што ќе сакаат да се борат, што се спремни да дадат жртвата, поради тоа што добро знаеме дека професионалниот кикбокс е доста макотрпен, бара многу посветеност. И ако видам дека некои деца сакаат да го поминуваат истиот пат, јас сум тука за да им олеснам, да пренесам моето искуство и ќе ми биде задоволство да знам дека тие деца и ќе станат подобри борци од мене и заедно ќе се бориме да го достигнеме тоа. А дали мислиш дека има некоја постоечка фабричка генетика и талент што мора да ја поседува некој за да стане кикбоксер, или дека е дар од Господ, или се е hard work работа и работа над талентот? Како ти тоа го доживуваш? Еве и за тебе едно прашање, како дали ти мислиш дека си генетски талент надарен за баш за тоа, или пак се е кај тебе напорна работа? Па зборам за овој левел на борец. Порано да ме прашаше пред неколку години, ќе кажав дека да, треба да има човек дарба да биде, али лично се од ова гледна точка мислам дека треба се фокусираме, секој човек си има добра, позитивна и негативна страна. Многу е битно да се процени тој човек што му фали, во што е добар, да се работи на тоа што му фали. И мислам дека само со дисциплина, со искрен пристап во овој спорт неминовни се резултатите. Да, во однос на повреди, пример кога ти беше, знам дека направи сериозна повреда, имаше скршени ребра, скршен нос и вилица? Да. Така? Па искрено моето мислење во однос на повредите, како ги надмина, од што ги доби? Секако секоја повреда си има своја тежина и дури некои од тие повреди оставаат доживотни последици и психолошки претпоставувам. И психолошки, да, али верувам во тоа дека секое човечко тело е многу добро дизајнирано да најде начин како да направи рековери на сите тие повреди. Многу битно е да начинот на кој што ќе го доживееме тоа, начинот на кој што ќе поминеме низ тој процес и целиот тој момент. Лично за мене ниедна повреда не ми представуваше препрека или нешто кај што можеме закочи во тоа што сум го наумил, него јас знаев дека чим добивам повреди, чим ми се случуваат такви работи, сум на правото место, во правото време и дека единствена работа за да ги надминам тие е тоа да ме води тој момент дека друг да беше на моје место со вакви повреди би се откажал. Значи апсолутно, тоа ќе кажав дека многу оптимистички и позитивно мислиш на повеќето луѓе при таков пристап повреда скршени ребра би се откажале. Па можеби јас не знам, затоа викам ова не е за секого, ова треба да си роден малци со таков менталитет хардкор, на пример, како ги доби тие скршени ребра, удар со нога? Па да, но генерално за време на мечевите ги добив, но интересно е во целиот тој момент за време на борбата, без разлика дали ќе ти се скрши нос или ребро, генерално за време на борбата дури си под адреналин и под стрес не чувствуваш некоја огромна болка, тоа се случува после борбата, од кога ќе се олади телото, од кога ќе си го смириш организмот и после тоа почнува телото да дава знаци дека има повреда. А сакаш да кажеш дека ја доврши ти борбата со скршено ребро без да осетиш или осети, ама проба да осетив моментално некоја болка, али не беше тоа толку голема за да ја прекина борбата. Дали адреналинот, дали уште беше местото жешко и не ја прекина борбата. Не осетив толку голема. Единствена работа која до сега во мојата кариера имам околу 300 аматерски борби, 15 професионални кикбокс борби, една тајландски бокс и 3 професионални бокс борби. До сега не ми се случило да прекинат моите тренери да фрлат пешки поради тоа што имам повреда. Единствен прекин ми се случило поради исекотина. Тоа ми се случи 2-3 пати во мојата кариера. Крварење силно? Крварење, да, ми беше пукната аркадата, ми беше пукнат тука лицето ми беше 4-5 сантими отворено и тоаш докторот констатира дека не може да се продолжи борбата, иако јас бев физички спремен за да издржам до крај. Што е окей, докторите констатираат дека не можам да продолжам борбата и ја прекинуваат борбата. Тоа ми се случи буквално двете борби до самиот крај, до минута време пред крајот на борбата јас водев и тоа ми се случи минута време пред да заврши борбата. Тоа значи одложена борба или пораз? Пораз, да. И како се опорави од
колку време ти требаше пример со скршени ребра или нос да се вратиш повторно на ринг. Тоа е фасцинатно. Прво тој пристап и мајндсет што го имаш дека веднаш ќе се вратиш, дали одма продолжуваш да тренираш после санирање на повреда или имаш долга пауза или траума од аверзија од тренинг или немаш? Немам траума. Јас почнувам да тренирам самиот момент кога ќе Брат, извини, ти у претходниот живот си бил некој спартанец. Сигурно си бил Леонидас, живи се. Си бил лидер на некој племе, си одел прв со копија напред, браво. Буквално не размислувам на повредата. И чудно е малку ова како звучи, али некако кога ќе сум повреден, ми дава посебен буст и се чувствувам некако многу мокно, зашто знам дека го правам тоа што го сакам, дека на крајот од денот и повредата е за луѓе, така? Апсолутно. Луѓето се плашат од повреди, ама за луѓе да секојдневно од ситни до крупни ми повреди. Ми дава посебен буст, ми прави да се чувствувам мокно кога имам повреда, кога ми е пукната аркадата, носот кога ми е скршен, се чувствувам буквално како борец. Браво за мајндсетот. А кој ти беше на пример инспирација, некој си идол, лидер од детството? Сигурно си се ослонил на некој како мотив. Па сум имал спортисти, кикбоксери што ми се допаѓале како тренираат и слично. Кога сум бил дете, ми се свиѓал многу Бадре Хари. Тој е мароканец, тренира во Холандија, но сега од оваа гледна точка не ми се свиѓа ни малце, поради тоа што он више возрастен борец и личност, но се уште се води според гневот, според емоциите. Се од оваа гледна точка мене ми е тоа смешно. Се имам примери борци што ги гледам, што ги пратам, што ми се допаѓаат како работа, не можам да кажам идоли, поради тоа што лично за мене идол е само Господ, го идолизирам Господ. Тој е едниот момент што поминувам низ цел тој процес, низ сите тие повреди и притисоци полесно, но почитувам борци што се смирени, што го почитуваат противникот, што не прават работи што не треба се прават, што покажуваат убава порака кон луѓето. Да, тоа е во однос на стил на живот и однесување, во однос на перформанси, кој ти бил така буквално идол, некако се однесува него, како се бори. Сега моментално бразилец Алек Поатан Периера, он беше кикбоксер исто, се бореше во Глори, почнал во Вако, во организацијата кај што сум светски првак и он почнал таму, па после во Глори, после Глори се моментално се бори во UFC и е еден од најаките борци, најпознатите у целиот свет. Фасцинантно ми е кај него што начинот на борба и стилот му се дури малце смешни, кога не го држи кренат, него го држи на стомак, што секој тренер и лично јас на децата што тренираат кај мене, викам рацете цело време да им бидат во гард, но тоа е еден показател и еден пример дека не значи дека ако ги забораш рацете подоле не си добар борец. Тоа е еден показател дека и човек што не му е добар начинот и стилот на борба може да биде еден од најаките. Значи нема едно единствено конкретно правило дека мора така. Нема. Има многу патишта до титула. И тоа е, мислам дека баш интересен момент во боречките вештини, во кикбокс, борење, ММА, без разлика на какви боречки вештини станува збор. Нема конкретно правило, овој борец е комплетен и он е најак. Значи, за време на борба се може да пресуди. Еден борец има добар стендап, еден борец е добар доле на земја, краплинг. Еден борец знае како тактички да работи. Значи има многу моменти кај што влијаат на одлуката. Да, како пример за време на припремите, оние што се хайлайт најжешки припреми последните 2-3 недели, 5 или колку и да се жешки недели што ги викаме, ние викаме пик вик во бодибилдингот, последната недела е најмако трпна, тука вадиш вода, фаќаш категорија, губиш килажи. Претпоставам дека бргаш и ти килажа на вага? Тоа симнување на килажа е... Генерално во кикбоксот, последната недела више темпото ние го смалуваме. Темпото на тренинг? Да. Ама темпото на губење килажа е тогаш најагресивно. Па да, лично јас на почетокот паѓав килажа, по 7-8 кила паѓав максимум, и во тој период кога паѓав килажа, психички не се чувствував добро, сватив дека тоа не е за мене. Апсолутно. Дека ако треба тоа да го правам константно, јас нема се занимавам со овој спорт и почнав да практикувам, да си влагам подобро во една категорија повише, да се борам со луѓе што се покрупни од мене, отколку да паѓам килажа. Лично мене психолошки многу ме изморуваше, можеби начинот на кој што сум го правил тоа, не сум го правил правилно, зашто јас го правев, немав некоја посебна програма, тоа си го експериментирав сам на себе. Не јадев сол,
последните тренинзи влагав у сауна, правев кардио со шушкавци, Си губил вода, помалце јадев, губев вода и тоа многу ме ти истакуваше. Да, тоа те дехидрираме и те омалаксува. Ки имаш Скроз вртоглавици. ме омалаксува, баш и ти кај го сауната, буткал топлина. вајбот, да, енергијата ти паѓала. Како што кажа, точно е сега детектирав тоа дека си правил погрешен начин, затоа ти било хорор тешко. И сега гледаш каква разлика, на пример ти си издржал. Извини што те прекинав, дали ме интересира, сигурно ќе гледате некои од кикбоксот, ќе го гледат овој подкаст. Чисто твое мислење, зашто знам дека си добар во тој момент паѓање килажи и слично, да даеш мислење и да кажеш некој пример како е најдобро за борците пред натпревар да ја паднат таа 5, 6, 7 кила. Да. Па бидејќи и работам и сум работел со кикбоксери, боксери, еве и со Гого работевме долго време, нели, он е во bare knuckle, друго е, али сепак е тој е методот. Секогаш преферирам да е тоа споро и долго паѓање постепено на килажата, за да не се осети тој лош вајб, тој лош пат на енергија, бидејќи ако драстично скратиме на калории, при иста потрошувачка, а тренинзите се брутални, нели? Потрошувачката е огромна, излезот на калории е силен. Ако нагло паднеме на калории, одземеме сол, што е најпогрешното нешто, и ако одиме у сауна, ние губиме повеќе мускули и вода, а мастите стојат. И бидејќи, нели, кај вас не е битна естетиката и баш мускулатурата естетски не е важна, ама важна е на терен мускулатурата. Ако изгубиме, ќе падне расположение, паѓа вај, паѓа концентрација. Фактички, подобро е, луѓето тоа го прават борците 2 недели, агресивно, губат 10 кила и тука настапува, тоа е буквално потоксично и од стероиди, потоксично и од било каква токсика, бидејќи е силен пад на имунитетот. А ако го правиме тоа, пример, 10 недели, споро полека, и ако не губиме вода, како што си правил ти, ако губиме масти само, тогаш ќе биде успешно и перформансот ќе ти расте, како што ослободуваат масти, ќе расте перформансот, силата ќе ја зачуваме и мускулестиот изглед ќе ја зачуваш. А, например, ако борец влезе all in со, така, не пиење вода или екстремно пиење вода, диуретици користат, нели, за изфрвање на вода, сауна и слично, само буквално ќе го истоштиме телото, вагата ќе падне, после тоа се случува јојо, нели, бидејќи да се масти изгубени, нема да ги вратиме 15 кг у 2 дена, али пошто е вода, може да ги вратиме и 25. И тука настапува шок. Тоа го има во бодибилдингот. Па што ме интересираше, сакаш да кажеш дека попаметно е постепено да намалуваш со храна, да намалуваш со сол, постепено да се прави тоа, сол да зголемуваш. Тоа е многу битно. Тоа е мит. Значи, солта како што опаѓаат калориите и како што повеќе се потими и сфрламе калории, на тој начин телото само губи натриум. Ние треба да компензираме со двојно повеќе натриум, со двојно повеќе вода, за АДХ хормон, тој што е антидиуретички хормон, да работи подобро, да си потврд и посилен. И така фокусот ќе ти биде остар. А ако исчезне сол и вода од телото, буквално има вртоглавица, ладна под, падна имунитетот и тогаш може во ние најхардкор припреви кога треба да сме најаки, ние ќе бидеме најслаби. Така да многу е важно да имаме тогаш да зголемиме на повеќе да се фокусираме кон зголемување на кардио, отколку кон намалување на храна. Пошто со намалување на храна ќе губиш перформанси. Дали кога што сватив, тоа више не е кинење килажа, него тоа е намалување килажа во целиот тој процес. Борците општо прават да се 5-10 кила поише, они сакаат последните 3-4 дена 5 ги кинат тие, на вага се 10 кила помалце и скачаат после следниот ден на борба, се полнат со вода, со... Да. Ама при тоа губат многу имунитет и перформанси. Секогаш страда едно 30 или 50% перформансот, ако вчера си бил дехидриран и си се преал, нели обично се преадуваат за да врати килажа, но може да преспие и утре да е свеж. Ама они пак не го враќаат 100% перформанс. Они увек пола добиваат, пола го губат. Али ако, например, 3 месеци се посветат на топење масти и на крај само 3 кг изгубат од вода, тоа е супер. Али ако 15 изгуби од вода, неговото тело е остарено за 20 години буквално. Дали мислиш дека тој процес прави последици доживотни? Да, тоа сакав да кажам дека тој процес може би да победи светска титула и да добие стипендија, тоа е супер, али буквално си кратиш многу години од животот. Еве истото се случува и во бодибилдинг светот. Например, многу умираат, претежно умираат најчесто бодибилдери на дехидрација. Многу ретко некој да умре од стероиди, многу ретко треба да има генетска болест веќе активирана, предиспозиции за срцев удар, па премногу овердоз, премногу стероиди да му донесат некако смрт побрза. А иначе диуретиците највеќе смртни случаи донеле, така да треба на тоа маце повеќе да се посвети внимание во сите овие
Особено во боречките. Генерално кај нас нема обрнуваме внимание на тоа, а во другите држави гледам дека и тоа како се става акцент на тоа, на борците да се чувствуваат свежи кога ќе направат некој таков кат. И би било убаво тоа, баш убаво да се јас лично како борец и како иден тренер на борци сакам тоа да го усовршам добро, да знам да не ризикувам, да го правам тоа на правилен начин. Поради тоа што јас на мене сум експериментирал, али кога би правил на некој друг борец, јас тоа сакам да го направам професионално и да го извадам најдоброто што може да се случи. Да, баш така. Треба едукација на темиве со цел да им го лесниш и патот на идните шампиони. А верувам дека многу деца ќе следат твојот пат и ќе изречат и добра порака и ќе те следат коментори, ќе им бидеш тренер. Па ти си релативно млад, колку години имаш? 29 години. 29, да, доста успеси на 29 години. А првата титула светска титула на колку години годишна возраст беше? 25 години освоив европско првенство и тоа мислам дека беше едно од најбитните мои првенства. Каде? Тоа се случи во Португалија, поточно не излажав. Турција, Анталија. 10 години има еден момент добар за сите што се занимаваат со овој спорт. Мислам дека тоа треба да им биде патокас и мотивација за да го тренираат овој спорт. Има еден многу добар момент во кикбоксот, како што кажавме, нели сериозен спорт кај што се случуваат многу повреди и државата за кикбоксот има определено спортска стипендија и спортска пензија што се зема доживотно. Од кога ќе се освои европско првенство или светско првенство, автоматски на борецот му следи доживотна спортска пензија. Тоа исклучува од која федерација? ВАКО федерација. Од ВАКО. ВАКО федерација. Значи не се важат другите федерации ако освоиш. Поради тоа што ВАКО е највалидна федерација, сите светски кикбоксери почнуваат во таа федерација, таа е најстара федерација и најквалитетните борци се од таа федерација. И мислам дека за сите што се занимаваат со овој спорт и што сакаат на некој начин и да барат излаз низ животот, значи да најдат начин кај што ќе си го уновшат целата таа мака, цел тој професионализам, тоа треба да им биде еден патокас и мотивација за да од кога ќе освоат светско и европско првенство, они на некој начин си имаат осигурано една плата до крајот на својот живот. Апсолутно, да. И мислам дека тоа е добар момент во нашиот спорт и мислам дека не треба нешто повише од тоа да им се понуди на борците за да имат мотивација за да тренираат. Лично за мене тоа беше главната причина што давав жртва низ овие години и ми требаше 10 години за да освоам таа спортска пензија. 10 години. А сега, поради тоа што јас више знам низ каков пат сум поминал, знам кај сум сгрешил, кај не сум сгрешил, сега мислам дека ако некој борец јас изрази желба да се натпреварува, ја мислам дека барем за 5 години ќе го смалам целиот тој процес за да стигне до тоа. Да, збориш за европското кога си го освоил. Да. А светската титула каде беше? Која година? Истата година? Титула беше следната година во Португалија. Кого го победи тогаш? Дали беше со нокаут? Финалната борба се Каков е филингот на светска титула подигање? Па искрено да ти кажам, поише бев радосен на европската титула отколку на светската, баш поради таа причина што ја кажав. Но убаво и чувството да си светски првак само поради една причина. Знаеш колку години наназад си дал жртва, малку трпна жртва и убаво чувството кога ќе отвориш нешто што си сонувал цел живот да го направиш. Не е некое посебно, Бог знае какво чувство во смисол да ти смени нешто во животот во однос на тоа како се чувствуваш, него едноставно знаеш дека си работел напорно, си го докажал сам на себе, што е најбитно тоа што си сакал да го направиш. И јас сум благодарен поради тој момент, зашто не ме возгордеа целиот тој момент, него едноставно јас си останав истиот и само сватив дека животот продолжува и дека треба јас да се борам и на други полиња во животот, да напредувам во други полиња во животот и да се трудам константно да останам во тој процес во борба. Добра порака, супер, многу пораки, одлични кажа. За крај кажи ни како се одвива еден ден на шампион, на човек како тебе, за време на припреми, како изгледа еден шампионски ден во однос на тренинзи. Бидејќи луѓето мислат дека, може и така е, дека цел ден се тренира, цел ден се јаде, се мери на вага. Како е твојот ден кога се спремаш за надпревар? Твоето темпо на приватен живот баланс со тренинзи?
Дали издржливо тоа темпо да видиме? Па јас За да знам дали да станам светски шампион, затоа прашам. Јас генерално се фокусирам на мали победи, станам од сабајле, добар доручек, здрав, тренинг правам, многу ми е битно да одмарам. Значи утрински тренинг имаш еден. Утрински тренинг, да, претежно ми е кардио, дали водно, трчање, пливање и слично. По план не секогаш спијам, значи 1 саат и пол спијам да обавезно. Опоравокот е Да, ако не спијам, вториот тренинг не ми е како што треба, не можам да го извадам максимумот. И вечерниот тренинг ми е понекогаш тренирам по 3 пати, но сите тие мали победи што ги правам во текот на денот, испиењето го сваѓам како тренинг. Доручекот си го сваѓам како тренинг. Доручекот ми е првиот тренинг, после вториот тренинг ми е у сала, после третиот тренинг. Тоа ми се сите мене тренинзи што ми прават малце да се чувствувам убаво во текот на денот. И јас лично се фокусирам на тоа да бидам дистанциран од девојки, од искачања, од луѓе што ми прават да не се чувствувам пријатно. И најубаво ми е кога сум фокусиран сам. Си го затвараш кругот, се штитиш од дистракции и негативни влијанија. Тоа е многу професионално. Тоа е тоа и тоа е единствениот начин кај што ми овозможи да испливам на некој начин и да почнам да освојувам титули. Да, мора таква изолација и карантена. А колку време имаш таков тежок са? Тоа тежок збор индивидуално е, за тебе е лесно и уживанција. Не е лесно. За некого може би кој што не го правил лесно, тоа не е лесно. За да го поминеш цел тој притисок треба колку недели и месеци е таков карантин, да кажам, изолација од искачање, диско, од девојки, забави? Па може би звучи малце страшно, али ја тоа го правам со години уназад. За мене не звучи страшно, пошто го живеам тоа во друг спорт, така да ја мислам дека не. Јас те разбирам. Не памтам кога сум отишол и да седам до 4-5 сат во диско, не памтам некои такви искуства во мојот живот. Јас сум бил на почетокот од 17 години до 20 година сум работел обезбедување во диско и тоа сум го правил на професионален начин, сум работел од примерно од 11 до 3-4 се враќам. Не сум конзумирал алкохол, сум против тоа многу. И мислам дека ако некој човек нешто науми, мора да даде жртва и тоа не е 1, 2, 3 години, тоа треба да трае процес, седурнес. И тоа треба, мислам, да трае цел живот, не само неколку години. И кога гледаме од оваа страна, и 10 години не се многу години. Да, апсолутно. А да не сватат погрешно, сега не збориме за рекреативно вежбање, нели, дечките што треба да се тренираат, младите деца треба да се балансираат. Јас стално и за моето кажувам дека да не ме следат само ја што правам на стори, можеби сум за некого многу ригорозен и сум тежок, ама ете, за да се стане таков дали тренер или излет, мора да се жртвува нешто. А за надпревар, и тоа како е, жртвата е неминовна, али за обичен рекреативец, ете за порака, например, за твоите идни клиенти и деца, може да си направат баланс, не дека не треба да извагаат, али патот до шампионска титула мора да е тој. Мора изолација од многу нешто и тоа е нормално кај секој шампион. Дури да не мора да стане шампион, за солиден борец треба да откажување од многу нешто што е многу здраво. Еве за еден музичар, имам другари и клиенти музичари кои што многу време пеат во дискотека, они денски спијат, нив ритамот им е сменет, ама и они се професионалци. Они имаат изолација по други нешта. Така да за секој професионалец дефинитивно си треба некој карантин одреден. Жртва, да. Така да, Боби, фала на сите информации, на целата убава порака, на целата убава енергија. Ти посакувам многу титули, па следен пат да доеш тука со нови пехари да ги прославиме. И тоа не те прашав дали имаш амбиции сега за некој надпревар или се посветуваш на школата? Па имам. Овој период бев малце фокусиран имав повреда, фокусиран бев на салата, да ги оформам групите, но осеќам дека почнува жарот во мене да се пали полека и следното моје првенство ќе биде во ноември, светско првенство во Абу Даби. Сега овој ноември? Сега овој ноември, да. Ќе се потрудам да извлечам што е можно подобра форма. И здравје Боже, Глори е мојата цел, тоа е Глори една од најаките кикбокс светски организации. Со Божја волја ќе си дојде све што треба. Глори е некој настан или федерација? Глори е организација. Као што кажам, као што е во ММА UFC, Глори е во кикбокс. Имаш таргет, значи, до таму да стигнеш. Да. Па ти посакувам и јас и сите среќа и верувам дека следна емисија, кога ќе направиме следна епизода, ќе збориме баш за тоа. Дај Боже. Така да фала ти многу.
Па се гледаме во некоја следна прилика, а би кажал на сите да го заследат и Боби, ќе го објавиме и од здоле неговиот никнейм, да го заследиме. YouTube канал немаш? Не. Не. Здраве, ќе отвориш. Јас ќе ви бидам гостин тогаш. Голем поздрав до сите. Не заборавајте да кликнете лайк, шер, subscribe и коментар после завршетокот на премиерата. Коментарот влијае врз алгоритмот и ќе ни значи многу, бидејќи така видеото ќе стане повирално. Фала ви на сите за поддршката. Огромна благодарност до Адастра за целиот овој проект да биде вака овозможен и толку убав и толку добро студио со добар телевизор и толку добри пијачки. Ајде, живели не направивме. Ајде, живели. Ова иначе многу добра пијачка за против инфламација, а тоа е имунобуст. Живели, поздрав до сите и се гледаме следен вторник. Чао, чао.